Овој миг 5 до 7 луѓе секоја секунда, 5 до 7 души го напуштаат овој свет, оваа планета и доаѓаат нови. Но ние сме тука. И не случајно е што сме тука. Замислете, надвор има луѓе. Уште 7 милиарди луѓе на целава земја тока. 90% од тие луѓе чекаат автобус на автобуска станица кај што не поминуваат автобуси. Значи се заспани, такви се раѓаат, такви живеат и такви умираат. Јас сакам да ви кажам нешто што вие сите го знаете, само да ве иницирам на едно будење, ништо повеќе. Ништо не сум попаметен од вас. Меѓу вас има многу луѓе што се попаметни од мене. Значи сите ги имаме информациите, информациите се во најкомплексната структура во универзумот, во вашиот мозок. 100 милиарди клетки поврзани со 25 до 30 милиарди неврони во кои се содржани милиарди протеински молекули. И само во една од тие клетки може да се соберат 5 енциклопедии британики. Можете да замислите колкава е вашата моќ. 100 милиарди клетки, а само во една може да соберете 5 енциклопедии британики. Затоа, немојте да се подценувате. При оплодување се излеваат 200 до 300 сперматозоиди. Тоа е колку една цела Америка. Но само еден е победник. Најсилниот и најумниот. Секој од вас е тоа што е. Значи, при оплодувањето вие сте биле победници. Немојте во животот да пловите како слеп патник на бродот. Бидете капетан на вашиот брод. Затоа сум овде. Значи, само да ве иницирам да бидете капетани на вашите бродови, на вашиот живот. Значи, имаме огромна моќ. Не сме ни свесни колко е нашата моќ. Дури сега науката открива и потврдува нешто што е фасцинантно. Ние сме единствените живи суштества од целиот животински свет, на кој ни е дадено правото со комбинации да креираме мисли и да менуваме свеста од моментот кога ние тоа ќе го посакаме. Всушност, кога некој ќе ни удри шамар, за да не ни удри бокс нормално. Значи Господ прво удира шамар, да те пробуди, ако не те пробуди, ти удира бокс и те носи кај него. Значи, замислете колкава моќ, ќе повторам, единствено суштество на земјината топка, на кого му е дадена моќ да креира мисли, со кој може да промени својата свест индивидуална и да добие се што ќе посака во животот. Ограничувања не постојат на ниедно поле. Секој од вас е како Девид Коперфилд. Значи, нескромно да кажам, се воодушевувам на сам себе си, бидејќи сум се надминал во тој дел. Она што за мене е идол, да речеме некој Путин во политика, некој Девид Коперфилд во езотерија, да речеме Хајкли во музика, Бонд или да не ви набројувам, значи тоа сум јас за самиот себе си, бидејќи морав многу работи да истражувам на мене, на самиот себе си. Можете да замислите колку пати се вадам од последна ситуација на смрт. Значи ние можеме да се враќаме кога сакаме. Она што науката сега го потврди 6 месеци од како ја објави вистината за вечноста во 2012 година. Значи науката потврди дека ние сме бесмртни. Значи меморијата која ја имаме во квантните информации во сечињата на епифизата, тие продолжуваат негде во универзумот да обстојуваат. Што значи дека ние само ја менуваме формата и поминуваме во еден друг паралелен свет. Зошто сме вечерва тука? Значи вечерва сме тука да ве поттикнам, да ве подучам, бидејќи вие тоа го знаете, да може да добиете се што ќе посакате во животот. И колку тоа едноставно се прави. Се е во најкомплексната структура, во вашиот мозок. Користиме само 5%. Можете да замислите на кое ниво сме. 95% од нашиот мозок е реактивен. Значи, ум кој само става информации. Од вашето раѓање, кога сте осознале било што, до вашата смрт, вие ги имате сите информации кои потоа продолжуваат негде во универзумот да обстојуваат. Но тоа не е важно сега во овој момент за ова што го кажам. Значи, сите информации одат во подсвеста. И ако некој ве врати
после 30 години со хипноза во овој момент, вие ќе му ги кажете сите информации од вашите 5 сетила, дури и емоциите кои ги имате. Значи, каков е воздухот одек? Сега, тоа што ќе го кажам, вие не го приметувате, но подсвеста го меморира. Значи, до сега не приметувавте каква звук има внатре, каква светлина има внатре, дали ви е топло, дали имате физиолошка потреба, дали ве стегаат чевлите или нешто на телото, дали ви е топло, каде што седите, кај се допирате. Значи, сите тие информации од сетилата одат негде. Дури и емоциите со кои вие водите диалог. Сега јас дека разговарам, вие водите диалог во вашиот ум. И секој различно ме гледа. Значи, секој пишува своја животна сторија во однос што вие ме гледате. Значи, тоа е исто како кога читате книга, секој различно, ако има софизми, различно ги тумачи работите. Ако некој режисер сними филм, вие ќе се изненадите зашто е различно. Значи, секој во својата свест води диалог сам со себе. Зошто е сето тоа така? Значи, најкомплексната структура во универзумот, мозокот, секогаш живее во сегашно време. За него не постои минато и не постои иднина. Значи, само постои сегашност. Како тоа да ви го докажам? На многу едноставен начин. Не мислете на лимон. Лимонот го чувствувате на вашите жлезни. Значи, вие гледате слика. Потполно иста слика како јас која ќе ви покажам сега лимон. И ако го исечам, ако почнам да го цедам лимонот, вашите жлезни ќе лачат, дури и без да го направам тоа само со објаснување. Многу едноставен пример. Ако ви кажам каде е Африка, вие пред вас излегува карта или глобус и гледате каде е Африка, Америка исто. Ако ви кажам каде е Лемурија, да ве прашам, ќе ве молам дигнете рака кој знае каде е Лемурија. Тројца, луѓе знаат Лемурија. И сега јас ви велам, ја гледате ли Лемурија? Сите останати, освен овие тројца, значи буквално како компјутер, врти во мозокот, се до моментот доека ја не ви кажам каде е Лемурија. Од моментот кој ќе ви кажам, вие таа информација имате и никогаш повеќе не може да се вратите назад. Значи мозокот надгради со нова информација, тој не може да се врати назад. Ти си дете, осознаваш чоколадо, јадеш чоколадо, готово, чоколадо. Доаѓаш адолесцент, пубертет, водиш љубов, секс, осознаваш чувства, емоции, нема назад. Значи тоа за се е така. Значи Лемурија се наоѓа, тој изгубениот континент, во Индискиот океан, каде што денеска се наоѓаат Малдиви. Значи под Индија, веќе сите знаете Лемурија. Дали сега знаете Лемурија? Да. Ја знаете. Значи тоа е информацијата во мозокот. Морам така сликовито да ви објаснам, веќе немаме многу време и се задржам на оние наједноставни работи. Тоа значи дека мозокот размислува во слики и живее во сегашно време. Ќе повторам, нема минато, нема иднина. Само сега. Значи тој живее сега. Што значи тоа? Тоа значи дека ние можеме да го лажеме нашиот мозок како сакаме. Ќе му извадиме какви слики сакаме. Ти се наоѓаш на пуст остров, стотици километри далеко од некоја девојка, помислуваш дека водиш љубов и се случува тоа што се случи. Или обратно. Значи не постои тука девојка. Или си гладен. Замислуваш дека јадеш негде, почињаш да лачеш лезни. Значи се случува во сегашниот миг, бидејќи мозокот многу лесно може да се лаже. И што се случува со сите нас? Значи ние на некој начин сме несретни, бидејќи постојано нешто ни недостасува. Каде и да одиме, на кој дел од земјината топка, чувствуваме дека нешто ни недостасува и постојано сакаме нешто да добиеме. Дури некогаш и не знаеме што. Зошто е тоа така? Бидејќи ние во текот на денот имаме 100.000 мисли. 80% од нашите мисли се негативни, само 20% се позитивни. Зошто е тоа така? Бидејќи постојано сме во една динамика. Ако па не дај Боже имаме некоја завидливост, мора, колку е позелена тревата кај комшијата, кај мене не е и ред милион глупости други, значи го оптеретуваме нашиот мозок, утовараме безпотребни информации и ние имаме негативни чувства. Токму затоа процентот е земен во медицината дека 80% од нашите мисли се негативни. За да ние го промениме тоа, ние мораме да ставиме нови слики, значи нов филм. Кога одите дома, зимате далечинско од 50-100 канали, кој канал го гледате? Тој што сакате. Па исто правете го и во животот.
Значи мораме да ставиме слики кои ние ги сакаме. Вечерва говориме за една техника, една нова парадигма, се состои во нешто многу, значи метод, во многу едноставна работа која што јас ја осознав во мојата предсмртна состојба. Бев 7 дена во кома, по моето будење од кома, тука гледам има и некои доктори знаат, значи моето тело немаше моторика, јас не можев да се движам. Преки имав милион глупости ми се случило, во меѓувреме 3 серија на операции, да не го објаснам што, кои органи ги извадиле и ред други работи. Слези на третина од луѓе, медија стеници сум имал многу работи. Кога се будам од кома, значи не може ни малиот прст да го поморам. А јас сум спортиста. И замислете, значи телото е откажано. Претходно бев звер, животно, значи спортиста и тоа јак спортиста, кај што може кај мене се такмичеа како во ринг, значи кој ќе дигне тенковска осевина со една рака. Значи буквално се кладале. Од тоа да станеш едно маче кое лежиш и не можеш да мрднеш ни со мал прст. Само функционираше мозокот. Благодарение на она што сум читал многу литература претходно, знаев дека, значи, јас умирам, но можам да го излежам, да му направам плацебо на сопствениот мозок, што е многу тешко. Значи, плацебо да направиш на друг е лесно, но на себе, значи, е многу тешко. Но нема друг излез, бидејќи додека сонцето заоѓаше од мојата десна страна, она што го пишува во книгата, си велев сите пари на светот да ги имам, не само моите, утрешниот ден нема да можам да го купам. Единствен излез ми е да го излажам мозокот. Викам, морам да му направам плацебо. И сега замислите, не можеш да мрдаш, само мислиш. Мозокот работи 200 на саат. И си викам, што треба да направам? Значи, прва работа што треба да направам, она што првиот ден сега зборуваме, среќа. Значи, да наметнам среќа, независно што умираш. Ако ја го излажам мозокот, бидејќи тој живее во сегашно време, дека јас сум среќен, не мислејќи на оваа состојба, со слики кои сум ги имал од претходниот живот, најубавите слики да му ги извадам, тој ќе ги гледа тие слики и ќе ги лачи, значи жлезите ќе започнат да лачат и ќе ги има истите емоции, бидејќи ние истите емоции ги имаме во моментот кога се навраќаме на некој настан. Затоа ни е драго да мислиме на нешто убаво и затоа имаме емоции и сме врзани со местото каде што живееме, имаме носталгија и ред други работи. И кога ќе помислиш така, ти е едноставно убаво. Значи, што морав да направам? Да го излажам сопствениот мозок. Кажано, да му направам плацебо ефект. Бидејќи ја знаев дека сум веќе мртов. Не можеше физичкото тело да се движи. Започнав да мислам на најубавите случувања во мојот живот. За да може тимусот да започне да произведува те клетки. Кога произведува тимусот те клетки, значи те клетките ги напаѓаат абнормалните клетки во телото и ги уништуваат. Тоа придонесува да вие имате брза регенерација, едноставно се ослободувате од она што се отрови во телото. Вадејќи што повеќе слики, значи побрза е регенерацијата во телото, значи ти живееш во еден друг свет. Затоа што си среќен. Секоја клетка, независно што моето тело беше буквално мртво, не во смисол на медицински, но мртво бидејќи јас не можев да го придвижам. Подоцна Жан Митрев ми објасни, вели, брат си имал медија стини, тоа ти е вика, крај. Среќа што си, значи што си преживеал, тоа ти е како конј кога го бркаш на водно и сега на водно, и си искачи му дадеш кофа вода и он паѓа и умира. Срцето му пука. Значи, не може да се движам, секое движење, отворањето на очите ми беше тешко. Само го искористив мозокот, бидејќи она што ви кажав, знаев дека живее во сегашно време, знаев дека можам да го измамам, знаев дека можам да го изманипулирам делот на подсвеста, за тој да ги манипулира органите, да го изманипулира хипоталумусот кој ќе започне да и тимусот, значи кој ќе започне да лачи пептиди и те клетки. И со тоа да се случи нешто многу интересно. Значи 24 часа ги вртев само тие слики, најубавите мигови од мојот живот. И нормално, другиот ден веќе јас имав насмевка до уши, затоа што сакал или некел, ти веќе си среќен. Кога дојда на визита кај мене,
За бајлето, овие гледаат жив мртвец, а влегуваат како во капела да влегуваат. Ми гледаат, јас се смеам и они почнаа да се смеат, што е многу природно и нормално. Како си? Викам, добар. Ора што можев да проговорам, да кажам. Веќе, следното што требаше да го направам, за да се ослободам од стегите и отровите, вториот ден, значи мора да направам простување, бришење на информациите кои не ми се потребни во мозокот, кои ми одзимаат огромна енергија. Простување се прави дури на самиот себе си или на оние кои те сгрешиле, кои те обезличиле, кои те навредиле. Ние сме суштества кои од самото рагање имаме его во нас. Го умираме, егото умира. Во тој паралелен свет јас не видов его. Таму не постои его. Тоа е многу интересно. Значи егото го добиваме тука за да се сопнуваме самите од себе си, поточно да си ја сечеме гранката на која седиме. Еден совршен систем. Значи се поврзано со подсвеста. Еден систем кој функционира безпрекорно, кој е застрашувачки прецизен, но и ирационален кој ние можеме да го користиме рационално. Значи нашата подсвест. Значи тоа е смислено од еден безтелесен ум, каде што ни дозволил, ни го дал најдемократското право во универзумот. Биди што сакаш, но со тоа биди што сакаш можеш да си ја сечеш гранката на која седиш, а можеш да бидеш и што сакаш во позитивна смисла. Значи токму тоа, ако постои креатор, создател, планер, Бог, значи тој ни го дал најдемократското право. Биди што сакаш. Што се твоите мисли, тоа си ти. Значи сите вие до денес сте само она што се вашите претходни мисли. Ако денес ги промените, ако ставите нова програма, значи вие од денес натаму ќе бидете она што вие сакате. Значи она што ќе го гледате во вашиот ум како слики. Ако гледаш дека си среќен, дури да немаш пари, ако си задоволен со она што го имаш во џебот, значи ти имаш една среќа со она што си. И тогаш твојата внатрешност, значи ќе започне нова вибрација, а тоа е најбитното. Затоа што ние сме само она што е нашата внатрешност. Сите вие колку сме, ние овде многу луѓе, значи сме различни поради нашата внатрешност. Она што го гледаме е само нашата внатрешност. Она што не го имаме во нас себе си, не возбудува. Значи, оно што оговара, значи секојаш ќе дојде и ќе започне да оговара за некој друг. Знаете дека тоа го прави за вас. Она жена што значи што прави неубави работи, значи таа секојаш во другите гледа дека тие се недобри, расипани, други работи. Значи таа што ви го збори тоа, знаете дека тоа е она. Значи секој од нас го говори она што е неговата внатрешност. Само слушате ги луѓето што зборат. И ништо друго. Немате потреба. Вие немате потреба да поставувате прашања. Секој кога говори нешто, значи тој си кажува што тој чувствува и што има во неговиот ум преку неговите мисли. И вие едноставно може да го детектирате. Значи одам низ Трговски, буквално зијам тефтер им кажувам, само ќе ги гледам. Не мора, само движењата и физиономија. Ја ќе ви кажам што поминал во животот и во каква состојба е сега. Значи самото движење, значи тоа не е нешто што јас сум моќен па го правам. Значи сите вие го можете тоа. Кога се посветува внимание на нешто, најпрво треба да се очистат голем процент од оние 80% на негативни мисли кои ги вртиме во главата. Значи ние замислете, од 100.000 мисли имаме 20.000 позитивни, 80.000 негативни. Значи 80% од животот ќе потрошиме за бисери, од наводници. Значи за глупост. Размислуваме нешто за кое немаме потреба. Стави нов филм. Размислуј за нешто што те прави среќен, за нешто што утре ќе направи некој друг среќен, за тоа што и да добиеме, што и да направиме, и сите богатства да ги имаме. Ако не ги направиме луѓето среќни околу нас, ако не им дадеме љубов, ние бесцелно сме го живееле животот. Овде сме за да учиме едни од други, да учиме преку искушенијата. Затоа често пати велам, радувајте се на искушенијата. Секое зло што ќе ви се случи, колку е поголемо, толку повеќе се надградувате во системот. Значи, радувајте се кога ќе дојде било какво зло. Најпрво, многу лесно ќе го поднесете. Второ, ќе научите дека преку него ќе пораснете, па ќе дојдете до нешто поголемо. Ако ве напушти,
дечкото, сопругот, девојката. Значи, тоа е за вие да порастете и да дојде потоа нешто многу поубаво. Што се случува, значи, кога размислуваме ние, кога сме во лоша состојба, во депресија или во предсмртна состојба? Значи, кога размислуваме за убави работи. Значи, гледаме слики. Кога сега јас говорам, на секои 4 секунди се менуваат вашите слики и вие не можете ги задржите вашите слики. Повторно ќе кажам, додека јас говорам, вие водите диалог во вашиот ум. Правите нов филм. И ако ве вратат после X години со хипноза, значи не слушате и мене, го слушате диалогот и сите сетила што ги имате. Каква е манипулацијата во мозокот, значи како едноставно го направите? Запомнете. Значи ќе повторам. Сликите се менуваат на 4 секунди. Ако успеете да задржите една мисла подолго од 4 секунди, се фокусирате на нешто. Тоа е информација во одредена клетка од оние 100 милиарди што ви спомнав. Тогаш постојат клетки со истородни мисли и започнуваат да прават креативно јадро. Тоа е онаа техника која нарекувам наноничев метод, поврзување на истородни мисли кои се причина за создавање на точно одредена последица, спротивно на науката. Таму на крајот ја гледам целта и јас верувам и се заблагодарувам дека имам. Значи не трчам по цел. Замислувам дека го имам. Мозокот е излажен, бидејќи живее во сегашно време. Кога јас ќе добиам таа вибрација, започнува линк со нешто што за нас е непознато, со Вселената, и ти започнуваш со огромна брзина да го привлекуваш тоа. И само едно суштество да е од спротивен пол, наречеме, да сакаш некоја девојка, и една да е на Вселената, по некоја случајност ти ќе ја привлечеш токму така како што си ја креирал. Или кога сакаш да добиеш работа, или кога сакаш да имаш финансии. Значи, да не трчате по работите. Кога трчаме по работите, правиме блокада во нашиот систем. Пак ќе ви кажам, толку совршен систем што некој го искреирал, тоа е божествено. Значи, тој креатор, планер, создаде, направил еден систем кај што сами се сопнуваме. Кога трчаш по некоја девојка, таа бега од тебе. Кога трча девојката по некој дечко, нормално тој бега. Значи, треба да ги оставиш работите да си дојдат природно. Кога се плашиш нешто да не скршиш дома, токму тоа ќе го бутнеш и ќе го скршиш. Значи, бидејќи се плашиш, ти тоа го привлекуваш, ти тоа го повикуваш. Бидејќи ти си вибрација, ние сме вибрација затоа што имаме 80% вода во нашето тело. Со таа вибрација ние се менуваме. И затоа, како што ви кажав, од моментот кога ќе ги смените мислите, вие менувате вибрацијата. И започнувате да привлекувате. Ќе дојде некој кај вас во канцеларија, приметува вели колку позитивен човек. Да, неговата вибрација е така, неговата внатрешност. Ќе дојде некој друг вели колку негативен. Потполно исто. Неговата внатрешност е таква каква што тој покажува она што ви кажа, не мора да го прашувате. Значи, ограничување на ниедно поле не постои. Дадена ни е огромна моќ, дури и да можеме да го манипулираме нашиот мозок и во предсмртна состојба. Кога умираш, ако сакаш, можеш да се вратиш. Значи, ја тоа сум го докажал, замислете. Паѓам од 42 метра, ме се видел во чаршав. Сега се качам на масава, ќе ви рипнам салто мортал. Сам тие што гледале на YouTube гледа. После една година рипам со скршен пршлен и сега пола пршлен ми фали. Ми вадат од колко ми прават пршлен. Значи, се е во мозокот, состојбата на мозокот. Значи, независно. Јас никош не можам да кажам дека медицината не е во право. Медицината апсолутно за се е во право. Но има толку многу феномени кои што остануваат во медицината како феномени кои што се запишани во болниците, кај што под непознати околности се имаат излекувано од најтешки болести, од 5 стадиум на карцином. Значи имам случај еден од скопските градоначалници, значи се вади од 5 стадиум на карцином. И го пратија дури и во Словенија да отиде маркери му земат и не може да верува. Значи кај него нема ништо. Зошто е така? Состојба на умот. Тој не ме видел, ја прочитал првата книга и ги користел сите техники, афирмации и формули што јас ги имам таму напишано. И потоа ме викна, ме гушна, ме избаци и ми кажа што се случува. Значи, многу случаи имаме на Facebook такви.
Токму и затоа ги пишувам книгите, да не морам да одам од човек на човек да му објаснам и да му речам да, јас дојдов па треба да ти наплатам. Значи, она што го работам од љубов, без пари. Значи, се е напишано во книгите. Само треба да се примени на многу едноставен начин. А и многу едноставно е напишано да може да разбере до дете од 10 години до човек дека му функционира мозокот. Значи, повторно ќе кажам, размислуваме во слики. Значи, за се е така. Околу љубовта. Значи, се е на принцип на љубовта. Се што сте добиле во животот, сте добиле по основ на две емоции, страв и љубов. И Светото писмо вели, од она што се исплашив, тоа и ми дојде. Значи, секој од вас сигурно на 3 до 5 работи ќе се сети во моментов што некогаш се исплашил од нешто и одеднаш се случило. Тоа се случува за тоа што во моментот кога ќе се исплашиш, ти ги гледаш сликите во твојот ум и вибрацијата ја правиш точно да го забрзаш процесот. И што се случува? Некеш нешто да се случи. Тоа е ова. Не сакаш да се случи. Ти си овде. Се плашиш, одеднаш вибрација, значи тоа се движи многу полека. Одеднаш вибрацијата зголемуваш и тоа со голема брзина се движи кон тебе. Значи така ги привлекуваме работите. Немојте да се плашите. Она што се плашите, колку повеќе се плашите, тоа ќе ви дојде. Да не бидам сиромав, да стануваш тоа што си, а мисли да си богат, што мисли да си сиромав. Значи пари има колку сакате во светот, ресурси постојат. Бидејќи само 96% од капиталот на земјината топка е во 1% на луѓе. Значи постои капитал, ако го поделиме тоа, значи секој од вас ќе биде 96 пати побогат од она што го има во моментот во џебот. Значи ресурси постојат, само треба да знаеш да ги повикаш со својата вибрација. Значи по основ на две емоции привлекуваме, страв и љубов. Да го елиминираме стравот, тогаш останува само љубовта. Затоа сите религии пропагираат љубов. Сите религии на земјината тука. Бидејќи кога ти имаш љубов, во хипоталамусот се лачи допамин. Тој допамин е она чувство кога си заљубен и кога си хај, као да си шмркнал. Значи природна дрога која лачи хипоталамусот. Во моментите сте приметиле кога сте заљубени као да не газиш по земја, идеш и мислиш дека си шмркнал. Тоа чувство може да го задржи до моментот кога некого многу го сакаш и се дружиш со него, ама не го допираш физички контакт. За тоа малце во овој физички свет е, јас тоа го имам видено во еден друг паралелен свет, значи таму нема физички контакт, не водат љубов, ама кога се гушкаат, значи тоа е исто како 1000 оргазми секоја секунда овде на земјината топка, многу поразличен. Значи и во книгата пишувам, не можам да објаснам бидејќи ние ги немаме тие слики. Како јас сега да ви објаснам нешто за кое ние немаме слики? Затоа ве приближувам на едноставен начин до она што го говорам и што сум го видел таму. Значи допаминот влијае на нашиот организам и тогаш ние и со помалце храна живееме, имаме многу повеќе енергија, со помалце спиење, физички сме активни, а не чувствуваме замор. Значи потполно исто вратете во филмот кога сте биле заљубени. Тоа е моментот на лачење на допамин. Значи тоа е моментот кога сте среќни, а мислите дека сте среќни поради тоа што сте нашли личноста, девојка, пријател, не е битно. Или може би среќни за работа. Никола Тесла многу убаво кажа. Рекле, зошто не се оженивте? Вели, постојат два типа на мажи. Едни мажи кои сакаат да бидат постојано со жени и тоа ги задоволува и им прави, значи, енергија, допамин. И вели втор тип кои ќе се оддадат на наука, нема да бидат со жени и повторно он ќе го постигне истиот ефект. Значи тој толку се фокусирал и тој пак среќен со тоа што тој го работи, со иновациите. И неговиот мозок постојано го лачи. Значи постојано го лачи допаминот за да може тој да биде во таа хај состојба. Како што ви кажав, значи љубовта, запамтете, е најмокното нешто преку кое може да добиете се што ќе посакате. Кога нешто сакате со љубов, задржете ги мислите подолго од 4 секунди. Најчесто од 13 до 16 секунди кога ја држите една мисла, не мислите на друго ништо, значи чувствувате како одеднаш некој како да ви праќа информација, всушност тоа е вашиот мозок.
Значи ви праќа информација бидејќи црпе информација од соседните клетки, истородни, и го надградува тоа креативно јадро. Кога ќе го задржите тоа чувство неколку часови, неколку денови, неколку месеци и да сакате да не ви се оствари, тоа ќе се оствари. Значи, тоа е начинот кој јас го носам. Целиот живот сум го применувал тоа, случајно, значи. Уште како дете се мислев дали сум јас, дали нешто ми се случува само на мене или на другите. И потоа, значи го надградов, се прашував и не сакав да кажам, кричав типов, може забегал. Но ако јас сум забегал, зошто сите мои пријатели дојдов во една фаза кај што сите мои што ми беа најблиски. Значи, заработува годишно колку што ја некогаш заработував за еден месец или се случуваше и за еден ден. Значи, јас немаше нешто што не сум повикала да не сум добил. Значи, тоа е буквално Дейвид Коперфилд кој го може секој. Значи, тоа сакам да ве научам вечер. Оние што сте ги читале книгите го знаете. Затоа ви вела. Многу луѓе во моментот го посакуваат тоа да бидат овде да слушнат на многу едноставен начин од мене, затоа што јас сум паталец, не сум гаталец. Значи, се што сум побарал сум добил во животот на едноставен начин. И многу ми е драго да го пренесам на оние кои ги сакам. Немојте, повторно ќе кажам, да бидете од оние 90% кои чекаат автобус на автобуска кај што никогаш не поминуваат автобус. Значи, во животот мора да знаете што сакате. Најпрво, мораш да знаеш што сакаш да бидеш. Кога имаш цел, само првиот чекор кој ќе го направиш, веќе ти си стигнал до целта. 50% од работата е завршена. Значи ти кога ќе ја подготвиш подсвеста и бараш, сакам да бидам доктор, ќе бидеш доктор, ако ти стварно сакаш со љубов. Бидејќи, кога нешто сакаш со љубов, ти одеднаш се случуваат чудни работи, да немаш пари за студирање, ќе ти даде некој колега книга, некој пријател, некој роднина, ти се појави некоја тетка ќе ти даде паричка, па некој дедо таму умрел, па ќе ти речат ти оставија имот, се случуваат многу чудни работи. Вечера не е тука една девојка да ви каже. Бев во една емисија во радио и една девојка ми вели 3 работи. Значи после емисија беше воодушевена и вика 3 работи сакам во животот. Кој? Вели нова кола, но ќе ти кажам и кога земам само 8.000 плата, да патувам по светот и да си ја најдам љубовта на мојот живот. И се оствари. Сите да. И она беше кај нас на колонија и тоа го кажуваше. Значи за една година она све реализира. Сега е во блажена состојба. И сега е во блажена состојба со нешто го сака. Значи луѓе, и после она ми вика не можам да верувам. Колку вика едноставно, она е професор. Професорка по турски, македонка е, предава турски. Вели не можам да верувам. И вика сега на сите им кажувам како тоа да го применуваат. Викам кажи им, колку повеќе луѓе пробудиме, значи тоа е подобро за сите нас. Значи мислете на љубов, мислете на среќа, мислете да ги усреќите другите. Елиминирате ги оние 80% на мисли кои ве трујат. Бидејќи мислите имаат моќ како во електрониката да создаваат позитивни и негативни честички. Значи ќе се наелектризираат. Кога мислиш на негативно, со злоба, со љубомора, со било каква негативност, значи секоја клетка од телото го чувствува и лачи отрови. Отрови аналогни на змиите што ги лачат. Но змиите имаат кесичка кај што ги складираат и предните зъби им се шупливи, па кога ќе каснат, бризгуваат. Значи она го прави тоа страв го лачи змијата. Затоа што змијата не може да избега, знаете, таа мора да има некој противотров. Сега гледав една анаконда со крокодил огромен се бореше, го касна за муцката и снимено све, ако гледате на YouTube, многу интересно. Крокодилов неколку пати проба да ја касна, не може. Веќе го парализира. Мада чудо, да не зборим. Значи, ние кога мислиме на негативни работи, гледаме негативни слики, лачиме отрови кои во нашето тело и се случува да лачиме сулфоцијанити, кои се горчина во устата. Сте приметили кога што имате стрес или бес, нервоза према нешто, имате горчина и кога се напијам вода. Значи тоа се тие отрови. Но бидејќи ние немаме кесичка како змијата, тој отров се распространува по целото тело. И што се случува? Се случува застој во одредени молекули и органи потоа. Ткива и органи. И тогаш се чудите од кај доаѓа некоја болест, од кај ве напаѓа. Таа болест доаѓа кога имате омраза према некого,
па вие као на грб вреќа сте ставили, го мислите 10-100 пати денеска мислите на него као да носите вреќа на грбот. Имате омраза. Значи затоа е тој начин на простување, бришење на енграмите кои ги имате во умот. Значи не смееме да размислуваме негативно, независно кој што ни направи. Замислете дека тој е на тоа ниво што и бидете среќни што вие не сте на тоа ниво. Значи мораме сите да бидеме различни. Ако не бидеме различни, ако не постојат лоши луѓе, сите ќе бидеме лоши, бидејќи ние гледаме што прават лошите и затоа сме подруго од она што се тие. Значи мора да постојат разлики. Колку и да ве навреди, колку и да ве обезличил, да ве удрил, ете папата пробаа да го убија, тој отиде на тучино да му прости. Зошто? Значи простувањето е себична работа. Папата отиде да му прости од себични цели, за да се ослободи тој. Значи се ослободувате, значи не правам грешка. Најсебична работа во земјиот живот е да простите некој. Вие не простувате него, се простувате себе, потоа потешно го бришете енграм како информација. Најсебична работа, најубаво чувство. Постојано си хајка, значи немаш потреба да се оптеретуваш со некој. Што се ме навредил некој? Па замислете дека тоа е, да не речам, на многу ниско ниво. Нулта левел. Надпросечно глуп. И сега вреди ли сега за некој надпросечно глуп ти да се нервираш? Значи, дури да е просечно, па треба да го простиш, па да е интелигентен, треба да го простиш, бидејќи постојат и луѓе што се многу интелигентни, поради нивното високо интелектуално его, тие сакаат да доминираат. Ги гледате на телевизија, излегува и збори, значи, он не може да збори ако што зборува со едноставни зборови, излегува и вечерва ќе ви каже 1000 зборови кои ништо нема да разберете, речник превраз треба да има. Збори ни самиот не се разбира. Тој цела вечер поминува со речник за да покаже кој сум јас. Исто и писателите. Кој ќе видел во книга, значи ставил 1000 работи и сега фусноти ставил не знам колку 500 фусноти, значи јасна е работата. Јас сум попаметен од тебе. Сите сме паметни. Сите сме исто паметни. Прашањето е кој кога ќе се пробуди. Некој ќе се пробуди денес, со ова што говорам, некој по 1 година, некој по 5 години, некој никогаш. Значи, запомнете, многу со љубов ви го кажувам, многу искрен, затоа што ве сакам, бидејќи скоро сите ве знам и знам со колкава љубов сте дошли. И многу ми е драго што не беше како лани беше преполно, па ни на скалите стоеа луѓе. Чекај, до недела имаме. Да, во недела ќе биде гужва, ама ова ни е најубаво вака што сме точно да можеме да се собереме да се слушнеме, да можеме да зборуваме. Значи постојат 7 дена во онаа техника ја што ја нарекувам наноничен метод, значи поврзување на истородни мисли кои се причина за создавање на точно одредена последица. Значи мислата е причина, се останато е последица. Кај се фокусираш, тоа добиваш. Но запомнете, без да трчате по тоа. Значи подсвеста или наречете Бог, не ќе да ја молите. Таа сака да се заблагодарите. Значи, кога го молите Бога, ти благодарам Господе за овие 100 денари што ги имам во џебот. Утре ќе имаш 200, 500, 1000. Значи, кога се заблагодаруваш за нешто, зашто е тоа така? Кога се заблагодаруваш за нешто, подсвеста разбира дека ти тоа го имаш. И таа настојува да ти го реализира тоа, бидејќи се во што вие ќе поверувате. Значи, подсвеста мора да го реализира, бидејќи нејзината крајна цел е тоа. Нашата свест се интересира зошто. Значи, овие 5%. И ние си поставуваме милион прашања зошто. Нашата подсвест се интересира како. Само дајте и задача. Сакам да бидам среќен. И таа си вика како. Ке ви каже како. Сакам да бидам Бог. Како. Значи, подсвеста ја интересира како. Свеста ја интересира зошто. Поставете и прашање. Речете си. Сега кога ќе отидете дома, кога ќе легнете вечер, зошто сум среќен? Ќе најдете милион причини. Не размислувајте зошто сте несреќни. Не мислете на зелената трева кај комшијата. Не е битна таа. Битно е вие што имате. А ние сите имаме нешто. Дури да немаш финанси или љубов, било што имаш здравје, значи телото ти функционира. Биди среќен со она што си. Значи, дојам кај 7-миот ден. Ние не се сакаме себе си. Тука е основниот проблем.
Значи, ние луѓето не се сакаме, запомнете, затоа ви го потенцирам. Кога сте седнале да разговарате самите со себе си? Да, и затоа и е, значи, физиономијата, антропологијата, значи, замислете, кога си среќен, ликот ти се мени. Значи, зрачиш. Војчел, значи, насмеано, фино, значи, позитивно, да, што вика колешката, срце. Значи, се случува нешто кај неа, во незиниот систем. Не може никој да извади од колоса. Јас не го знам како ќе те извини. Не знам како се вика. Значи, не можеш, значи, кога ти си во таква состојба, на твојот мисловен процес, си заштитен како под стаклено звоно. Ниедно земно оружје не може да те извади од колоса. Како природните закони на Вселената, оној што ги создал, што го викаме креатор, планер Бог, значи тој секогаш ќе биде на тие природни закони. Значи тој ни ја дал таа моќ на нас, со тоа што ние во нашиот мисломен процес ги ставиме нешто фантастично, гледате девојче каква му е фацата само, видите каква му е блажена, како иквата. И оно е си е хај, што е многу убаво, многу нормално. Значи не можеш да извадиш од колоса. Сега да дојде некој што да ја рече надвор или било што, некој се насмее и става зид. Дури некој да сака да ја малтретира, не може да ја малтретира. Значи, Саше, да. Значи, тоа е природен закон. Значи, се зависи од нас, од нашата внатрешна состојба. Значи, се зависи од нашата внатрешна состојба. Најпрво, мора да се засакаме себе си. Седнете и прашајте се, значи, кој сум јас? Кај доаѓам? Зошто сум среќен? Најважното прашање. Зошто сум среќен? Подсвеста ќе ви најде милион причини зошто сте среќни. Ако од другата страна ве наведува нешто на некои несреќни моменти, само извадите ги среќните моменти од вашиот живот, имаше човекот тоа. Значи, кај нас дојде еден човек и направил цела статија. Вика, господине, нечи да ви покажам. Бев воодушевен. Типот извадил 10 работи со кои е среќен. Извадил слики кога бил среќен, кога дипломирал, кога се оженил од свадбата. И направил, што ја кажам, една цела папка направил и си напишал, тогаш со другарите бев на матка, бевме вака за 1 мај, тоа се случи, кога дипломирав, другата страна кога се ожени, со сопругата, внучињата кога ми се роди. Вели ме нападне депресија. Вадам, вели листот, вртам, крај. Зошто е тоа така? Затоа што кога ги гледа тој сликите и мисли на тие моменти, го лаже мозокот. Тој се враќа во моментот и ги доживува истите емоции што тогаш ги доживеа. А таков човек не може да го извадиш од колоса. Значи, тоа е природно заштитен. Истото тоа можеме да го правиме сите ние. Смешно е да некој паѓа во депресија. Зашто во депресија? Зашто? Значи, јас имав амнезија 12 часа и тоа ми беше многу интересно при сообраќајка со многу голема брзина, со 150 на час. Значи, ми излезе кола, буквално ја повикав, оние што ја читали книгата знаат. Значи, пробував еден нов метод, кај што буквално може да правиме луди работи. Луди работи, еве, да сме на едно ниво кај што ќе ве дотерам овде, да седиме и да ви кажам, замислете дека почиња земјотрес од 7 степени. Ќе почне сала да се тресе и точно 7 степени. Значи, не можете да сватите колкава моќ имаме индивидуално и колкава во колективната свест. Значи, правени се истражувања, ги ставаат во авион 100 души, им кажа, велат, мислете дека авионот паѓа, технички авионот 100%, авионот има дефект, се спушта. Да мислите колкава е моќта наша, значи моќта на мислата е најмокрото нешто во универзумот. За ова ќе говорам во петок. Значи, кој го создал времето, се мора да има свој почеток. Кој го создал времето, просторот, енергијата и материјата. Значи, мора да има, ако се има почеток, мора да има и тоа почеток. Значи, но за тоа да се случи морало претходно да има нечија мисла, од некој безтелесен ум. Тоа докажува дека мислата е најмокрото нешто кое ни е дадено. Ние сме на некој начин богови. Зошто го велам ова? Имам храброст да го кажам, независно што јас сум христијанин, православен сум. Значи, сите сме богови на некој начин. Зашто имам храброст да го кажам тоа? Ако тој креатор, создател Бог, создал се што е, енергија, материја, време и простор, значи мора да не создаде и нас. Ако нас не создал, тој мора да ги стави карактеристиките што тој ги има. Ние сме среќни, значи имаме љубов, имаме емпатија и ред други работи. Што значи дека и тој е среќен, има емпатија према нас, значи не сака
но ние не можеме да го разбереме зашто тој е на многу едно повисоко ниво. Со самото тоа што сега науката открива вакви фасцинантни работи кои ги гледате на YouTube и на телевизија, дека душата постои, дека ние сме бесмртни, само физичкото тело се двоиме од физичкото тело и поминуваме во еден друг паралелен свет, значи тоа докажува дека ние имаме огромна моќ. Значи тој цела таа енергија, материја, интелигенција ја расфрла во една секвенца. Значи ние сме дел од него и кога сака повторно може да ја собере бидејќи ние сме бесмртни. Што значи ние одиме негде, се враќаме негде. Значи ние сме поврзани во едно и единствено цело. Она јас што го видов и затоа имав таква храброст да го напишам. Замислете 16 години јас не сакав тоа да објавам книгата Бог е жив и претходната книга Вистината за вечноста, она во комуникацијата во паралелниот свет, затоа што немав потреба. Имав висок општински статус, имав убав бизнис, шетав по светот, зашто јас да објавам? За некој да рече типов е луд, е сега. Нема такви кои го велат тоа, освен некој ако не прочитал или ако на многу ниско ниво па да не видел на интернет што се случува во светот. Значи со огромна брзина преку науката напредуваме кон мислите на тој креатор. Предвидувањата на Вања, на Никола Тесла е дека 2500-та година веќе ние ќе можеме да комуницираме, да правиме линк со тој безтелесен ум. Ние можеме и сега да правиме. Значи тоа е целта на убрзување на тој процес. Значи нешто сака Вселената да се случи на земјата. Значи да го убрза процесот. Да допреш друга душа, како што јас ве допирам сега со емоции и вие мене. Значи е како да газиш по света земја. Значи секој од нас е љубов. Ние сме дојдени на оваа планета од љубов. Дојдени сме да учиме. И треба да го искористиме. Сите шанси. Радувајте се на искушенијата, девојчева уште се смее. Видите колку ова состојба се смее. Значи, да, знае дека е, да, така размислува, значи природно е, што му сваќа, значи разбира и ликот ти е така. Значи ние сме дојдени на овој свет да учиме. Радувајте се на сите искушенија, на сите зла што ви доаѓаат. Немојте да се плашите. Колку е злото поголемо, вие го надградувате системот ваш во индивидуалната свест. А со тоа ја надградувате колективната свест на тој безтелесен ум. Значи, една креација за која пишувам во Бог е жив, кај што е фасцинантно. Значи, се смислено толку прецизно. Да не ви сте ја читале Вистината за вечноста, да не ви објаснувам. Значи, само еден податок. На Земја би било плюс 200 дење со минус 200 ноќе. На месечината е на темната страна минус 150 со плюс 150 дењи. Значи, тие 12 слоја во Вселената го возможуваат ова да го имаат. Воздухот е невидив, ама без него не можеме да живееме. 21% овде е азот, другото е кислород. Значи, замислете само 0,1 ако промениш. За 3 до 4 минути ништо живо што дише нема да постои на земјата тоа. Замислете како е можно тие прецизности. Замислете во една клетка кај човекот има 200 елементи, јас ги нарекувам. Значи наномашини кои сами се регенерираат, сами се обновуваат и таа клетка може да се одвои со ДНК-та која Сузуки во една емисија, еден водител во Америка вели е 300 пати долго ако ја расплетеш до сонцето и назад. Значи замислете што значи тоа. Колку информации има само во една клетка и што е уште поинтересно, во секоја една клетка, сега науката докажа, јас го напишав тоа во книгата, постојат молекули метални со кои ние правиме линк со Вселената. Значи тој планет толку совршено го направил тоа. Ние немаме потреба да се плашиме од него, затоа што ние сме дел од него. Значи ние имаме моќ да бидеме богови од моментот кога ќе го сватиме тоа, дека имаме огромна моќ да креираме, да создаваме и да планираме се што сакаме преку нашите мисли. Значи да правиме комбинација од мисли, тогаш ја разбираме нашата моќ и нашата големина. Ова ви го говорам, за да ви подигнам енергијата да почнете да размислувате, да ви направам едно будење во вашата индивидуална свест. Колку повеќе луѓе се разбудиме индивидуално, толку повеќе луѓе ќе разбудиме во колективната свест. Ора што го носам во последната книга, во Бог е жив, значи предвидувањата што сте гледале кај Јанг. Значи Нострадамус пишувал нешто, Вања пишувала, Никола Тесла исто. Значи јас не сум пророк. Јас само правам креирање на иднината и го протнувам во матрицот во колективната свест.
Сите работи што ги напишав ќе се случат во следните 10 години до 2022, значи до голема Богородица 2022, ќе се случат. Еве многу работи се случуваат сега. Но тоа се случува. Зошто тоа се случува? Бидејќи тоа е една нова теорија, како Дарвиновата теорија. Во моментот. Значи Дарвиновата теорија, замислете колку години е само теорија. Се до моментот дека не, значи научна теорија, се до моментот дека не стане наука. Мојата теорија не може да биде вечна теорија, зошто? Бидејќи јас тоа го напишам во книга. Ако тоа се случи во следните години, значи тоа веќе не е теорија, тоа е наука. Значи целиот свет ќе се поклони на нешто кај што ние немаме инструменти да измериме. Не сум пророк за да знам што ќе случи. Значи јас го пишувам, тој го протувам во матриксот на многу едноставен начин и правам програмирање во колективната свест. Овде кај македонци, кај нас, ние сме колку едно предградие на Париз или на Њујорк. Правам програмирање во колективната свест и колку е поголемо јадрото, толку со поголема брзина ние патуваме. Зошто велам гробницата на Александар ќе се отвори? Јас ви тврдам дека ќе се отвори. Затоа што колку повеќе луѓе го посакуваат тоа откако ги видоа билбордите, значи тоа се движеше многу споро. 2300 години не може да најде. Се се движи со огромна брзина. Во моментот кога над 30% ќе се случат работите, а веќе се ближи до 30%. Значи веќе разговараме за наука. Никој не може да ја напише иднина. Значи ако нема одредени формули, значи ја ви ги кажувам формулите. Формулите се тие. Само она што го знам јас, сакам да ви го пренесам на сите вас. На многу едноставен начин. Значи замислете, не само во својата индивидуална свест. Значи иднината можеш да ја пишеш во колективната свест. Судбина сама по себе не постои. Тоа е најголема глупост. Готово. Значи 8 часот ми кажуваат готово е. Има уште многу работи кои би збореле, но немаме време. Верувам дека значи само еден од оваа просторија кој ги излеземе да се пробуди, јас ќе бидам среќен, но знам дека сите ве допрев многу искрено и многу реално. Бидејќи она што го правам со љубов. Не викна професорот Венко кај него во канцеларија, вика студираше кај нас на факултет, не викам професорот на економски. А добро вика како ги напише книги? Професорот со многу љубов. Не можам да верувам вика. Значи правиш еден нов правец во литературата. Викам професоре, јас го кажав само тоа што го видов таму, што го почувствував и ги ставив моите емоции на хартија, ништо друго. А никогаш не сум пишувал книги. Како кошаркарите наши кога кажа, вика што направивме, ја така кој напише прво. Што направивме? Или нешто не. Книгата е една од најчитаните, може и најчитана кажува книжарка. Ви благодарам. Велете имате прашање. Значи, ние сме биле бобови, само сакам да ми кажеш зашто ја прекината воска. Да, ние сме биле бобови и она што јас го видов, значи буквално со крила, значи можеме да летаме и да се придвижуваме. Има причина што е прекинато. Да, значи, но сега можеме да се двоиме астрално во нашето физичко тело. Значи можеме да се двоиме, но независно. Значи кога умираме, тоа е нешто што е не може да помислите, сам да ми е да ви кажам колку е убаво. Значи кога ме вратија, солзи ми потекаа. Сикам што сгрешив, колку беше криво што ме вратија. И сега замислете, ме враќаат и некој кажува седми, кажи. Ја вода минат, не кажува. После 3 години, значи 97 она, што го видов со Исус Христос, 2000 година по 3 години некој ми вика, значи мораш да кажеш, ја вода минат, као со некој безтелесен ум. Вели, јас како ќе кажам, така ќе биде. Сега ќе паднаш и ништо нема да се случи. Паѓам од 42 метра, ме собираат во чашак и останувам жив. Ја пишувам првата книга 2009. Повторно вода минат. Значи јас го напишав тоа, но многу од професорите што читаа викаат дај бе не го пишувај ова. Викаат само вистината за вечноста објави, а ова другото што се видел не. И ајде не го напиши. 2010 ми се случува значи нешто уште пострашно. 52 дена пие вода, пукна хранопроводот, значи се случи нешто страшно, телото се распаѓаше, смрдеше просторијата во Германија, во Хамбург. И јас се уште водев инат и ми пушта песна супругата моја, една јас не сум ја знаел, штраковите повторно ќе се вратат, родече се опет вратат и ја не слушам многу музика и не гледам телевизија. Значи во зборовите препознавам дека некој вели врати се во Македонија и напиши го тоа.
Јас се враќам и 2011 повторно вода минат. И 2012 веќе добив информација, значи време е пред 2012 21 декември, кога кажа за календарот на маите, се ми напиши го, и јас тогаш го напишав, го објавив тоа. Замислете колку време ми беше потребно. Првата книга кога сте напишали? 2009 е првата, 2012 е втората, Наноничен метод е 2013 и 2012 и Бог е жив и стрипот е 2013. Значи можете да замислите колку луѓе што имаат доживеано она што јас го доживеам, сум го доживеал, се плашат да кажат за да не бидат на подсмех. Тоа е тоа, да не ве задржам 8 часот, ако имате некој прашање, поделете, ако не, ќе се видиме.